Локацијата на градскиот пазар во Кочани, која се наоѓа во централното градско подрачје, како и фреквенцијата на двете улици околу пазарот, посебно во четврток, кога е пазарен ден, создаваат проблеми на граѓаните на Кочани. Тие почесто реагираат на фреквенцијата на сообраќајот, но и на паркираните возила од двете страни на улиците. Токму од тука и едно од советничките прашања на последната седница на Советот на Општина Кочани беше и идејата за размислување за дислокација на зелениот градски пазар. Многу наши сограѓани соочени со овие проблеми низ нашиот град. Првиот се однесува на просторот, популарно кажан, од плоштадот па нагоре. Сведоци сме дека во четвртоци овде имаме 4 улици, значи Раде Кратовче, Борис Трајковски, Цар Самуил и доктор Николич. 3 од нив се блокирани. Значи, ако сакате со моторно возило тука да поминете, имаме сериозни проблеми, а градата слика е збогатена со веќе тие импровизирани тезги што се по улиците, каде што поурбаните средини веќе ги нема. Време е да почне да се размислува во локалната самоуправа за дислокација на градскиот пазар, што сега така импровизирано делува, значи да се побара заедно со стручни лица некоја локација каде што ќе биде тоа оградено, средено се со услови за задоволување на хигиенските потреби. Општина Кочани е информирана за овој проблем и стручни служби работат на решавањето на истиот, истакна градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски, одговарајќи на оваа тема на поставеното советничко прашање. Точно во четврток и ние го истото имаме забележено и неколку пати сугерирано и заеднички акции преземаме и ние како општина и водовод и сообраќајните служби во општината. Забележувате дека има зголемен број од сите и за жал Кочани веќе станува таков град да е претесен тој пазар кај што го има. Ние во новиот ГУП предвидуваме нова содржина, ново место за пазарот и кога ќе дојде, кога ќе го разгледуваме, ќе дискутираме заедно. Меѓутоа, навиките за зелен пазар се многу тешко менуваат. Вие знаете дека пробавме на некои други места. Многу тешко се нафатија, многу тешко се менуваат тие локации. Ќе го усвоиме ГУПот, па тогаш ќе можеме да дискутираме. Во меѓувреме, ние ќе продолжиме да работиме на тоа да се средува пред се сообраќајно, значи овој дел на градот и за посебно за потребите. Имаше реакции на граѓаните кои што се од десната страна на реката, значи околу детската градинка и за самата детска градинка, во случај на потреба од брза помош или противпожарна интервенција и така натаму. Ќе продолжиме понатаму тие работи да ги средуваме колку е можно во границите на она што сега се расположиви како средство. Инаку да кажеме дека навиките на граѓаните во делот на локацијата на зелените пазари во градот и неговата околина тешко се менуваат. Иницијативата да има зелени пазари кај ветеринарната станица во населбата Тикишински Лозја не вродија со плод. Иако беа одредени локациите за зелени пазари, поставени тезги, сепак навиките на граѓаните беа спротивни од иницијативата на општината.